Езерце е веќе неколку месеци топката во Министерството за транспорт и слободно во Министерството за транспорт и врски ние имаме еден сериозен проблем. И испративме и допис и реагиравме за она што се случува во центарот, тоа што нас се уште не ни го доделуваат во користење на изграденото градушко земјиште. Да немавме таков проблем, ние денес ќе зборувавме и за новото училиште во Капиштец, бидејќи очекуваме одлука на влада, како што се случи со градинката новата, за која што зборувавме денеска, тоа се случи со новото училиште. Ние се ослободивме од обврската од аспект на кредит за еден објект, тоа е катната гаража кај Нова Македонија, што значи дека нема дополнително да се оптовари буџетот. Само треба одлука на Советот за задолжување на општината и ние да почнеме со изграда на новото училиште, а претходно да го добиеме земјиштето. Да се вратам, значи, до тоа е проблемот со Езерце. Да беше наше градежното земјиште, ќе започнеме веќе дури изградбата, бидејќи целата процедура со јавното приватно партнерство заврши. Огласот е издаден, сега само чекаме, но можеме отворено да кажеме, имаме фактички молчење на Министерството, на владата од, ја мислам, некаде 2 до 3 месеци. Немаме воопшто одговор. Кој е партнерот и кои се условите како што е склучен? Значи, откако ние објавивме отворен повик, потоа ќе видиме кој ќе биде партнерот со кој што ќе се работи. Има доста заинтересирани, не само од државата, туку и надвор државата. Оно што ќе подобри, ќе понуди најдобри услови, кои што ќе ги прифати нашите услови, тој ќе влезе да го работи Езерце. Она што ме загрижува, што го слушам, е дека се инсистира да биде решението барокно. Тоа јас нема да дозволам. Како тоа слуша да инсистирате? Не избравте вие проект. Значи да се добие градежното земјиште, они може да постават услов да биде барок или не го доделуваат. Со оние кои што се потенцијално заинтересирани. Имаме таков проблем, можеме отворено денеска зборуваме со големиот објект кој што е позади Рамстор. Тоа е со Лимак. Се е спремно. Ние со нетрпение го очекуваме тој објект не само затоа што се тоа сериозен прилив на комунали, туку тој цел градел да се затвори. Нито се инсистира на барок. Јас имав можност овде на седлост да ги видам решенијата од еден од најголемите турски архитекти. Значи современи решенија со кои што би можеле навистина се пофалиме и надворот од регионот. Но се инсистира на барок и затоа уште не може да влезе. Нешто слично во мини варијанта се случува со Езерце. Меѓутоа не можам да замислам во Езерце барок да биде. Ние бараме да Езерце, поентата на Езерце е автентичниот објект да дојде. И затоа оние изложбата што имавме и пред тоа што беше понудата да стигнат решенија, со современи беа прекасни решенија, но таму не барат граѓаните некој современ објект, туку барат автентичниот изглед на Езерце се врати. Значи тоа е она што се. Но пак верувам дека нека овој брифинг биде таква порака дека треба да се додели конечно градежното земјиште. Веќе има и законски рок, но тоа идната година. Што се случува во меѓувреме? Знаете дека во тек веќе е продажба на уште една парцела и она што е симптоматично е што се продаваат токму оние парцели кои што ние ги наведуваме кога го доставуваме документот до Министерството за транспорт и врски. Имате обврска да оставите неколку парцели за да докажете што е тоа што го презимате како градиш земјиште. Доставиме некое земјиште, таа оди на продажба, така се случи со последната продажба која што е во тек. Значи повторно ќе имаме продажба на земјиштето центар без за тоа да одлучи не општината, ние што сме туку граѓаните на општинен центар. Добро, може се извинувам за Езерце, не ве разбирам. Ве условуваат да ви ја доделат земјата, меѓутоа да се изгради во барок? Не, оние што се заинтересирани, Добро. Тоа се неколку Имаат што со транспорт, имаат со општина. Вака, тие што се имаат поради градежното земјиште, тие што се неколку луѓе што се заинтересирани и кои што ги знаат го имаат изгледот на идејното решение, условот е ке го решиме проблемот со општинен центар доколку биде во барокен стил. Па дури надминување на висината, таму на вистина не гледам логика да има 2, 3, 4 спата туку. Само бараме да се види автентичниот изглед на Езерце. Да беше во превод, да беше надеж наше градежното земјиште до сека, мислам дека веќе имаше и градежни зафати. А тоа беше едно од изборното ветување.